Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Стигнавме до глава 9 од Евангелието според Марко, каде читаме за Исусовото преображение. Овој настан е запишан во првите 3 така наречени синоптички евангелија. Но во Марко 9 е запишан уште еден настан. Додека се случува преображението на врвот од планината, на дното од планината на учениците им е донесено момче кое е обседнато од демон, а тие не знаат како да се справат со ситуацијата. Потоа, читаме како Христос повторно ги најавува својата смрт и воскресение. Учениците се расправаат кој меѓу нив е најголем, а Исус ги предупредува против таквиот начин на размислување, а изборува за пеколот. Оваа глава е полна со интересни настани. Како и во претходните, така и во оваа глава читаме за акција. Преображение. Да започнеме со проучување на првиот настан од оваа глава. Преображението на планината. Во споредба со другите евангелисти, Марко е најчесто пократок во неговиот опис на настаните. Но не и при опишувањето на овој настан. Овој настан е запишан во првите 3 евангелија, во Матеј, Марко и Лука, но не и во Јовановото евангелие. Во Матеј, глава 16, Господ Исус вели дека има некои кои нема да искусат смрт, се додека не го видат небесното царство како доаѓа. За овој стих има многу толкување. Некои велат дека тие зборови се однесуваат на празникот Педесетница, кога Светиот Дух се спушта врз христијаните. Но, тие зборови се однесуваат на неговото преображение. Тоа треба да ни биде јасно, бидејќи двајца од тројцата апостоли кои присуствуваат на овој настан, пишуваат за истиот во своите посланија. Апостол Петар во второто негово послание 1, 16 до 18 пишува: Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос не преку измислени приказни, туку самите бевме очевидци на неговото величие. Зашто тој прими чест и слава од Бог Отецот, кога од велелепната слава му дојде ваков глас: Овој е мојот возлюбен син, со кого се исполнува мојата добра волја. И тој глас, што дојде од небото, ние го чувме, кога бевме со него на Светата гора. Забележувате? Тој пишува: самите бевме очевидци на неговото величие. Кога? За време на преображението. Ке го прочитам стих 1 од глава 9. И им рече: Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат Царството Божјо дојдено во сила. Не сакам длабоко да навлегувам во значењето на зборовите, но мислам дека причината поради која овие зборови се запишани баш тука, пред неговата смрт и воскресение, е за да разбереме дека Царството е секако негово, без разлика дали ќе умре на крстот или не. Тој можеше да се врати назад на небото и да не спаси, и сепак ќе останеше суверен владетел на целата вселена. Но во тој случај, јас и ти не би имале прилика да го примиме спасението кое тој го обезбеди на крстот за нас. Продолжувам со читање. А по 6 дни, Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и ги одведе сами на висока гора, насамо, и се преобрази пред нив. Христос со себе зема тројца апостоли. А прашањето е: зошто баш овие тројца? Прво, морам да кажам дека не ги зема со себе затоа што тие му се омилени апостоли, или пак затоа што се подобри од другите. Всушност, можеби нема да сгрешиме ако кажеме дека овие тројца се најслабите помеѓу апостолите. Во Евангелијата неколку пати читаме дека прават или кажуваат нешта поради кои Господ Исус ги опоменува. На некој начин, Исус требаше да ги носи овие тројца во своите раце. Пред многу години, кога бев пастор во Пасадена, една мајка одеше по улица со своите 3 деца. Едното го носеше во рака, другото го држеше за рака, а третото одеше зад неа. Детето кое одеше позади неа беше многу споро. Но потоа си помислив: тоа дете е барем доволно големо самото да оди. Најмалото не може никаде да стигне, ако мајката не го носи во раце. Петар, Јован и Јаков се такви. На прв поглед изгледа дека се привилегирани, но нив им е потребна посебна грижа. И токму тоа им го дава Исус при овој настан. Тој ги зеде со себе на преображението. И затоа Петар напишал дека бил очевидец на неговата слава. На преображението Христос ја објавува својата слава. И токму таков ќе се врати еден ден на земјата.
Ова, исто така, е слика на тоа какви ќе бидеме еден ден сите кои веруваме во Него. Во Светото писмо пишува дека ќе бидеме како Него. Ке се сетите дека и апостолот Јован во неговото Евангелие пишува: ја видовме неговата слава, слава како на единороден од таткото. Зборот кој е преведен како преображение е грчкиот збор метаморфозис. Преображението за кое читаме во овој текст е преображение на неговото тело, кое зрачи силна светлина што произлегува однатре. Верувам дека и Адам и Ева изгледале така пред да паднат во грев. Потоа читаме: а лиштата му станаа светли, многу бели, како снег, какви што белило на земјата не може да избели. Неговата наметка е толку бела, што не може да се спореди со ништо друго на овој свет. Марко вели дека ништо на оваа земја не може на тој начин да ја избели облеката. Со други зборови, ниту еден детергент или машина за перење не можат да го постигнат тој ефект. И им се јави Илија со Мојсей и разговараа со Исус. Илија е представник на пророците, а Мојсей на законот. И законот, и пророците сведочат за смртта на Исус. Во Лука пишува дека тројцата разговарале за страдањата кои го чекаат Христос. Мојсей знаел за Христос, бидејќи во Евреите 11:26 е запишано: страдањето заради Христос го сметаше за поголемо богатство отколку ризниците на Египет, зашто предвид ја имаше наградата. Мојсей знаел дека Христос ќе дојде, а пророците зборувале за неговото страдање, но и за неговата слава. Петар е оној кој се осудува да прозбори во овој момент. Како што знаете од читањето на Евангелијата, тој често го правил тоа. Тогаш проговори Петар и му рече на Исус: Рави, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Зашто не знаеше што да каже, бидејќи беа многу уплашени. Овој апостол често отварал уста тогаш кога не знаел што да каже. Некој рекол: кога луѓето кои немаат што да кажат ќе почнат да се воздржуваат од зборување, светот ќе биде подобро место за живеење. Ми се чини дека апостол Петар не го сватил ова правилно. Но еве што е многу важно во овој настан. И се појави облак, па ги засени, и од облакот дојде глас кој велеше: ова е мојот возлюбен син, него слушајте го. Сето внимание е насочено кон Господ Исус Христос. Неговиот збор е последен. Мојсей и Илија се во неговата сенка. Забележете што пишува во стих 8. И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе, освен Исус. Патем, ова е многу интересно, бидејќи остана само Исус. Само Исус, тоа е духовна вистина по која верниците треба да се водат во животот. Само Исус да го гледаме и на него да се надеваме. Ке го прочитам стих 9. А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не кажуваат што виделе, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Со други зборови, Исусовата смрт и воскресение се уште се актуелна тема. Преображението не може да не спаси. Во преображението читаме за идеал, за одредена цел, но таа цел може да се постигне само преку Христовата смрт и воскресение. Забележете дека секој пат кога зборува за смртта, тој зборува и за воскресението. Но не спомнува крст, туку само дека ќе биде мртов. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг што значи тоа да воскресне од мртвите. Учениците не разбраа што значи воскресението. Тоа го знаеме не само од овој, туку и од други новозаветни текстови. Пример, кога им било кажано дека Исус воскреснал, тие се упатиле кон гробното место. Зошто? Бидејќи не очекувале да видат жив спасител. На гробишта не се оди за да се посетат живите, туку да им се покаже почит на мртвите. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг што значи тоа да воскресне од мртвите, и го прашаа велејки: а зошто книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? А тој пак одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, а Синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде понизен. Но ви велам дека и Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа. Господ Исус им објаснува на учениците што значи тоа дека пред да биде воспоставено царството, прво треба да дојде пророкот Илија. Илија всушност дошол,
бидејќи Јован Крстител ја имал неговата улога, но луѓето не го прифатиле. Сепак, Илија еден ден навистина повторно ќе се појави, при второто Христово доаѓање. Учениците и момчето обседнато од демон. Досега размислувавме за славната сцена на планината, во која Исус се преобрази пред своите ученици. Сега доаѓаме до текст во кој читаме за голем неуспех на останатиот дел од учениците на дното од планината. Стих 14. И кога дојде кај учениците своји, виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се исплаши, а кога се приближија, го поздравуваа. Ги праша книжниците, зошто се препирате со нив? Тогаш еден од народот одговори и рече, Учителе, го доведов кај тебе син ми, во кого има нем дух, и секогаш, каде и да го фати, го кутнува и тој се запенува, и крцка со зъбите и се здрвува. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. Ова е слика на царството од денешна перспектива. Господ Исус се вознесе на небото и отиде кај таткото. Тој има прославено тело, а со него се и учениците. Не само учениците, туку и голем дел од црквата е со него, а и Мојсей и Илија се таму. Гората на преображението е на некој начин слика на небото. Но ние сме тука на земјата и имаме многу проблеми. Ова момче е слика на светот во кој живееме. Кога би можеле да го погледнеме овој свет со Божите очи, мислам дека многу лесно ќе дојдеме до тој заклучок, дека нешто навистина не е во ред со него. Жалното нешто во овој настан е тоа што таткото на момчето вели, го донесов мојот син, но твоите ученици не можеа да му помогнат. Трагичната реалност на денешницата е што црквата е безнадежна во присуството на овој свет кој е полн со потреби. Иако не верувам дека црквата треба да се критикува, сепак сметам дека треба да бидеме свесни за состојбата во која се наоѓа црквата и за состојбата во која се наоѓа светот. Ние треба да му помогнеме на момчето кое е обседнато со демон. Треба да им помогнеме на луѓето со тоа што ќе им го прикажеме Спасителот на начин што тоа ќе ги поттикне да посакаат да се помират со Бог. Жално е тоа што апостолите не можат да му помогнат на момчето. Жално е што и ние не можеме да му помогнеме на светот. Но Господ Исус вели. А Исус одговори и рече, О, роде неверен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го кај мене. Ова е неверојатно, зарем не? Доведете го кај мене, вели тој. Некогаш се обидуваме да направиме се во своји сили за да им помогнеме на луѓето, но наместо тоа треба да ги донесеме кај Исус Христос. И кога го доведоа кај него, штом го виде, веднаш духот го стресе, и тој падна на земи и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му, колку време има откако станува тоа со него? Тој одговори, од детството. Иако момчето се наоѓа во навистина лоша состојба, сепак мислам дека не е толку лоша како онаа на човекот кој живеел на гробиштата во Гадара, бидејќи тој бил возрасен човек и долго време бил обседнат. Но ако Христос не стори ништо за него, ова момче ќе има иста судбина како човекот од Гадара. Затоа, татко му доаѓа и бара од него да стори нешто. А кога ќе дојде со таква молитва кај Господ Исус Христос, тој сигурно ќе направи нешто. Читаме. И многу пати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни. Кога бараш помош од него, ќе ја добиеш. А Исус му рече, ако можеш да поверуваш, се е можно за онај што верува. Тој се врти кон таткото и бара од него да верува. Прашањето не е дали Исус може да му помогне на момчето. Се разбира дека може. Но прашањето е, дали неговиот татко верува во тоа? Се е можно за онај што верува. И одеднаш, таткото на момчето извика и со солзи рече, верувам, Господи, помогни му на моето неверие. Самото тоа што таткото бара помош, значи дека има вера. Потоа читаме. А Исус, штом виде дека се собра многу народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече, духу немиглув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика, силно го стресе и излезе, а момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака, го исправи, и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо, зошто ние не можевме да го истераме?
Им одговори: овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Мислам дека во овие стихови нагласокот треба да го ставиме на молитвата. Една од причините зашто црквата денес е слаба е затоа што верниците кои се дел од неа слабо се молат. Христос ја објавува својата смрт и воскресение. Во стих 30 читаме дека Господ Исус повторно зборува за неговата смрт и воскресение. И кога излегоа оттаму, минуваа преку Галилеја. И тој не сакаше некој да разбере. Зашто ги учеше учениците своји и им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат и на третиот ден по убивањето ќе воскресне. Забележете, како и претходно, тој не ги одвојува смртта и воскресението. Но тие не ги разбираа овие зборови и се плашеа да го прашаат. И дојде во Капернаум и кога беше дома, ги праша: што размислувавте меѓу себе патем? Тие молчеа, зашто патем се препираа меѓу себе кој е поголем. Тој седна и ги повика 12 па им рече: кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите. И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече: кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил. Учениците не разбираат што значи да се воскресне од мртвите. Тој им кажува дека ќе умре за нив и наместо да обрнат внимание на тие длабоки зборови, тие се расправаат кој меѓу нив е најголем. Навистина треба да бидат засрамени од своето однесување. Но важното нешто во овој текст е дека Христос повторно ги најавува и својата смрт и воскресението, а учениците не разбираат што сака да им каже. Предупредување против подалби. Забележете што пишува во стих 38. Апостолот Јован има многу чуден предлог. Тогаш Јован му одговори и рече: учителе, видовме еден кој во твое име изгонува демони, а не врви по нас, и му забранивме, зашто не оди по нас. А Исус рече: не бранете му, зашто никој што прави чудо во мое име не ќе може наскоро да говори зло за мене. Зашто кој не е против вас, тој е со вас. И кој ве напои со чаша вода во мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да остане без награда. Овој Исусов прекор е прекор против секој вид на размислување кој води кон подолби во црквата. Во стих 42 го зема во раце детето за кое читавме во 9:36. Исус се однесува нежно кон детето, но сепак има строг став кон оние кои можат да ги соблазнат децата. А кој ќе соблазни едно од овие малите, што веруваат во мене, за него е подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море. Потоа продолжува и вели: иако те соблазнува раката твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку да имаш две раце и да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган. На крајот, сакам да кажам уште нешто. Забележувате ли дека Господ Исус зборува за пеколот? Има луѓе кои велат: Исус не е таков, тој не зборува за пеколот, бидејќи е добар. Таквите луѓе на вистина не знаат што зборуваат. Вистина е дека, например, апостолот Павле не пишувал за оваа тема, но Христос многу јасно зборува за пеколот. А со оглед на тоа што тој зборува за оваа тема, треба да бидеме внимателни, бидејќи ни дава до знаење дека пеколот на вистина постои. Станува збор за многу непријатно место, баш како што тој го опишува. Тука ќе завршиме со проучувањето. Следниот пат ќе продолжиме со глава 10 од Евангелието според Марко. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.tw.
twr.org.